И во третото интервју кое што ни е предвидено во однос на денешното издание на Студио 10, заедно со председателката на Асоциацијата на индустриите за настани ИВАП, Маја Бабич, разговараме токму за тоа дека за прв пат во Македонија се организира фестивал на најдобрите настани или БИМ, како што го нарекуваат поради изговорот од англиски, иако го пишуваат како БЕАМ. Овде стално имаме клучни разговори околу преводот. Знам дека за називот на асоциацијата ќе ми направи забелешка зашто сум ја превел, но тоа е тоа. Ќе се навикнам и јас, ми треба време да го прифатам делот со ивент индустријата. Маја Бабич, добре дојде. Добро најдов. Фала што ме повикавте. Не знам кога последен пат сме се виделе во студио, а не онлайн, бидејќи ни гостуваше често онлайн додека беше пандемијата. Имаше пар гостувања пред и за време на короната со маски си седевме вака далеко. Да, во друго студио. Да, со Рисима знам дека бевме. Да, точно. Се согласувам, добро памтиш. Дали тоа значи дека БИМ е фестивалот кој што започнува од годинава со надеж да продолжи и натаму секоја година, за да ги памти сите добри настани кои што биле создадени? Или како што јас сакам да кажам, да им дадеме втор живот, па дури и бесмртност на настаните. Вие создавате архивар. Ајде да речеме. Супер. Ова не ми текнало до сега. Архивар апсолутно е намерата да продолжи да стане традиционален, а бога ми да се расшири регионално. Што е БИМ? БИМ е фестивал на најдобрите настани, нешто што го има секаде во светот, речиси дури според моето истражување, во секоја земја во која е развиена индустријата за организација на настани. Значи, ако ја мислев дека има неколку во Италија, во Франција, кои што се големи, најпопуларни што се. И најголеми, според моето истражување ги има во секоја земја. Тоа значи дека на секоја струка, на секоја гранка во општественото делување му треба препознавање и му треба валоризација. Не е потребно само да кажете еј, најдобар ви е настанот, еј, супер си поминав, еј, одлично, па малце ќе се подчукнеме по рамо, туку е битна и струкова валоризација на тоа што го правиме. Ова ми се допаѓа, ова струкова валоризација, со оглед на тоа дека кај нас веќе има толку многу фестивали, имаше, сега за среќа почнаа да се намалуваат од аспект на доделување награди, признанија, сертификати, секој нешто раздава, но генерално никогаш не сме разговарале за тоа кои се тие критериуми? Кој е тој начин на кој што вие раздавате награди, благодарници, сертификати, секој се нешто или не ги стана? плаќате, си ја купувате наградата или не ја си купувате? Дури мислам дека и за жал, поради појавата на таквите настани, мислам дека и за жал луѓето и доаѓаат до момент да мислат за се, дека си се купуваат награди. Затоа ние како фестивал, значи, организатор на фестивалот е асоциацијата и конечно, мислам дека ако асоциацијата се оформи во короната, со цел на почетокот да бараме помош, сега веќе ги структурираме нашите потреби и се насочуваме кон развој на индустријата, кон развој на нашата гранка и заради тоа произлезе овој фестивал. Значи, го концепиравме фестивалот точно по истите тертипи како што ги прават европските и светските фестивали. Тоа значи дека имаме категории, 15 категории во кои што ги доделуваме наградите. Имаме жири комисија од 20 истакнати личности од креативните индустрии, од различни дејности од креативните индустрии. Имаме, и тие се јавно објавени на нашата веб страна, имаме точни критериуми по кои што се оценува и колку бодови се добиваат. Жирито оценува независно, секој поединечно сам дома, дава бодови и потоа тие бодови се собираат и по математичка формула се множат, се делат и се добива тој кој што има најмногу поени. Можноста за калкулација по математичка формула е невозможна. Можноста да наместите награда е невозможна. Прво, затоа што тие 20 луѓе се имиња и презимиња на кои што воопшто не им се исплати во животот да се занимаваат со некакви такви калкулации. И тука го затворивме прашањето на
тоа дали овој фестивал ќе биде релевантен или нема да биде. Добро. Она што е поважно е дека треба да ја поттикнеме креативноста. Ние имаме, како што кажав, 15 категории. Тоа се најдобар настан, најдобар фестивал, најдобар пиар настан, најдобар настан за бренд активација, најдобар корпоративен настан, најдобар настан на државна или јавна институција, настан невладин. И имаме неколку категории. Најдобар спортски настан, се извинувам ако заборевам еден од тие 15. Ке ги прочитам јас после сите, ке се навратам. Да, и имаме 4 категории или 5 кои што се однесуваат на компаниите. Значи ги валоризираме и ги вреднуваме и компаниите кои што работат во оваа индустрија. Тоа е најдобра рентал компанија, оние што се занимаваат со озвучување и осветлување, најдобра компанија за видеоподдршка, најдобра аутсорсинг, тоа значи дека сите оние наши добавувачи од декорации, од кетеринг, обезбедување можат да се јават. Да, обично тоа се луѓето за кои што и самите гости на настаните, не а пак однадвор не ни знаат дека има толкав. Оти кога се формиравте како ИВАП за време на пандемијата, нели првите работи кои што ги разговаравме во гостувањата беше кои сме ние? Кои се тие луѓе? Океј, имате вие озвучување. Ке се качи некој на бина, некој таму што организира, што вели ајде ти седни тука, водител, и тоа е позади, всушност никој не сваќа колкава е таа екипа. Јас стално велам, ние сме оние невидливи, вредни работници кои први доаѓаат, последни си одат и без кои настанот не може да се направи и не треба да не гледате. И не треба да знаете кои сме, јавноста. Но затоа треба да постојат ваквите фестивали кои што се обраќаат на бизнисот генерално и каде што ние ќе се препознаеме како професионалци, како некој е подобар, некој е помалку добар, некој работи на овој начин, некој работи на оној начин. Сакам да кажам дека овој фестивал, освен што ќе додели награди и ќе каже Огнен Јаневски бил најдобар оваа година, има и некакви долгорочни цели. Тоа е препознавање на професионалците. Меѓу другото, тоа е поттикнување на клиентите да одвојат поголеми буџети, да направат подобри настани. Настани кои што утре ќе ги пратиме и на европските фестивали. Понатаму треба да ги убедиме клиентите и сите околу во бизнис заедницата дека не може туку така на кој му текнало да прави настан, дека тоа е гранка во светот. Организатор на настани, да поттикнеме отварање на повеќе такви компании, да поттикнеме клиентите да се обраќаат до тие компании, а не да им ги даваат на своите вработени, да ги организираат и да се чудат од кај да најдат опрема, од кај да најдат кетеринг и така натаму. Зашто процесот е неедноставен, иако сите од нас имаме организирано и роден ден, и свадба, и слава, и така натаму, ама не е исто. Така. Не е исто кога правите јавен настан. Мислам, кој организирал свадба, знае колкава енергија е потребна и колку време е потребно. Сега замислете малку голема свадба, да речеме. Ние ги имаме ресурсите, ние ги знаеме, ние ги имаме нашите подизведувачи, ние добиваме и подобри цени, затоа што постојано работиме со нив. Ние знаеме кој настан во кој простор е соодветно да се направи. Што ќе добиете од тој простор? Можеме да измислуваме и нови простори, да измислуваме буквално некои нови варианти. Значи, целата индустрија е исклучително интересна, целата и забавна, генерално се обраќа на бизнисот, меѓутоа јавноста ја конзумира. Затоа што сме сите ние конзументи на тие настани. Да, без разлика дали се културни, корпоративни, општествени и така натаму. Најдобар, значи категориите се, за да не заборавиме некоја, мислам дека во процес е пријавување? Пријавувањето трае до 20 февруари. Принципот на... Уште 10 дена имат. Значи, принципот е тоа, многу збориме. Принципот е со лично пријавување. Значи, мора самиот организатор на настанот да го пријави. Значи, самите тие кои што го организираат, добро? Апсолутно, дури... Не друг сега јас да ја пријавам Маја или... Не, затоа што постои една апликација во која што постои еден наратив, во кој што треба да се раскаже приказното. Зошто е, како е, така е? Не е поентата колкав бил настанот и колку светло се цени тоа. Битно е што сме сакале да кажеме.
битно е што сме поттикнале. Битно е што сме успеале да направиме со тој настан. Ако е корпоративен настан, колку задоволство сме им дале на вработените во една компанија или на клиентите на таа компанија. Ако е културен настан, што сме... Значи, една приказна, сублимирана, интегрирана приказна, тоа се пишува. Треба да се достави и видео или фотографии, за да можат да ни ја доловат приказната како што треба, затоа што жирито треба да цени од повеќе агли. И веројатно е среќна околност тоа што живееме во мала земја, па генерално веројатноста да знаете за настанот е многу голема. Бидејќи да сте во земја како Германија, замислете ви од северна до јужна Германија, веројатноста да знаете тоа на југ што се случува да сте од север, или да знаете луѓе што биле е многу мала. Или замислете на интернационален фестивал, каде што ќе добиете од целиот свет пријави, вие не можете да ги знаете. Имаше такви прашања на почетокот од колегите, во смисол не се оценува настан преку апликација, треба да се доживее. Тоа ми беше следно прашање, да. Така е, но ги следиме практиките на големите фестивали. Ако таму може да функционира и ако тие награди се релевантни, тогаш зошто не гледам зошто кај нас не би можело тоа да се преслика и со текот на годините да се доведе до едно совршенство. Во најголемиот во овој регион во Италија, Беа фестивал се вика, ја додадовме едно м, таму се аплицира само со 3-минутно видео. Немате текст, немате ништо. Аха, како промо видео, да речеме, од самиот настан. Така е, кога ќе ги видите добитниците кои што туку се објавени, значи вас навистина не ви треба ништо повеќе од 3-минутно видео. Мораме да се научиме да објасниме што сме правеле. Што е добро? Што додека сега колегите пишуваат апликации, прават еден вид на евалуација. Да, и само евалуација. Само евалуација. Значи, автоматски поттикнуваме некакви процеси кои што би можеле да ги имплементираме во следните наши проекти. Разговарав со една компанија која што вели во моментов немаме настан кој би можеле да го пријавиме, ама ова ни е добар мотив годинава да направиме 2 добри настани. Интересно. Сакам да кажам, веќе има категорија по категорија ќе ги прочитам. Најдобар културен, односно музички настан. Овде веројатно се мисли и на фестивали, на концерти. Не, тоа е втора категорија фестивали. Најдобар фестивал манифестација, така е. Треба да читате и после тоа што пишува. Значи, тука се било кој културен, музички настан кој што се случил во 2022 година. Добро. Од секаков вид, не е само рок-н-рол или не е само класична музика или може да е и промоција на книга, може да е многу настани има. Така. Добро, најдобар фестивал манифестација. Да. Најдобар самит, конгрес или конференција. За жал, ние немаме веќе саем во оваа држава, ама еве вие сте ставиле категорија најдобар експо саем. Ние немаме конгресен центар, немаме сала каде што се одржуваме, немаме саем. Мислам дека треба посебна вака благодарница на целата ваша индустрија, едно посебно признание да се оддаде за инвентивноста на од шупливо во празно претурање, бидејќи нема сали за настани, како што беше универзалната. Нема саем, нема конгресен, еве како што спомена. Нема. Човек едноставно кубури во изборот на... Дали знаеш дека немаме... Мислам, да ми прости јавноста, мене почнаа по гулабарници да ме вика да водам настанот и нема каде. Во Скопје нема простор, отворен, каде што вие можете да направите концерт и тој да го монетизирате, да продавате карти. Но ти нема како, освен ако не затворите вие вештачки. Значи со огради трло. Да, како што е на стадионот Нарама, како трло што е затворено, да. Нема еден како што е амфитеатарот во Охрид, да речем. И тој не е затворен. И тој од околните згради имате балкони кои што се... Но, тука веќе престиж продавате во тој дел, да. Да. Нема во Скопје такво нешто. Се боревме ние и за универзална сала, се боревме и за нова сала, и за саем. Веројатно асоциацијата на нашава ИВАП асоциација ќе неверојатно, таа има многу работа, но не можеме се одеднаш да направиме. Ги читаше категориите? Да, што е најдобар настан за бренд? Ако продолжиме нове муабет, нема да застанеме, така што да. Најдобар настан за бренд активација.
Тоа е маркетинг категорија, тоа е наменето повеќе за Добро. маркетинг агенциите кои што имаат клиенти за кои што прават. Тоа се некакви настани кои се поврзани со некаков бренд, со некаков Добро. производ. Да речеме може да биде некаква овој маус или глувче, како го викаш, па сега тој има некаква нова намена, па ќе направите настан каде што тоа ќе го презентирате. Да, разбирам. Промоција е Добро. тоа еден вид, ама во маркетинг речникот се нарекува Бренд активација. Да. Најдобар корпоративен настан, тоа разбираме. Најдобар настан за промоција на нов производ или услуга. Најдобар прес настан. Да. Зошто сте ставиле ваква категорија? Па Го- има бидејќи- за да потикнеме огнен. Не, За добро, да бидејќи ова најдобар, не знам дали воопшто. Не, зборуваме за компании За компании, добро. кои прават настани за медиумите. Добро. Не, мислев да не генерално и вие општа категоријата, не само за компании, туку Не, и не, за... не, тоа се настани кои што ги таргетираат новинарите. Дали е тоа годишна средба, Так, дали разбирам. е некаква благодарност, настан за благодарност, пред нова година, значи зборуваме за такви. Прес во смисла зборувате за самите медиуми, како за Да, пресот. да. Разбирам. Најдобар настан на невладина организација. Ова ми се допаѓа што сте го вклучили, оти обично забораваат на тие Мислевме настани. на се. Најдобар настан на државна јавна институција, најдобар спортски настан, најдобра рентал компанија. Рентал Да им компанија, објасниме на гледачите. тоа се луѓето што се занимаваат со звук и светло. Добро. И бимовите, значи, без нив настаните се тишина. Денес веќе да. Најдобра компанија за иновативна видеоподдршка на Тоа настан. се бимовите, 3D проекции, тоа се луѓето што ни ги снимаат настаните, што монтираат и така натаму. Најдобра аутсорсинг компанија. Тоа кажавме, Да, тука веќе се зборувавме кетеринг, за да. И најдобро место за одржување на настани. Ете го тоа, сакав да го кажам. Значи, тука можеме да потикнеме. Морам да кажам дека до денес Добро. има 60 пријави. За оваа категорија? Не. Вкупно. Што добро, е, тоа не е малку. Што е надвор од сите наши очекувања. Вистина, проекцијата ви беше можеби помалку? Помала. Доке помала. 50-тина, ако... Па, вака рековме, колку и да се пријават, ние ќе бидеме задоволни. Познавајќи го македонскиот Така, менталитет, да. познавајќи го... Може би на 19 ти ќе ги добиете пријавите. Сигурно, меѓутоа познавајќи го менталитетот на недоверба, на малку На нови и работи. немукаец, што би рекол Да, нашиот народ, на вистина 60 пријави се надвор од сите наши очекувања. Ако зборуваме дека и не ни е баш толку многу богата, ние имаме богата година со настани, ама некако што е во светот. Така што 60 се на вистина до денес, а до 20 ќе видиме. Да, имате доста широка палета на луѓе кои што учествуваат во жири комисијата. Колку рековме дека се? 20 луѓе. 20. Да, с 20 луѓе. Они се сите вклучени на некаков начин во креативните индустрии. Имаме, еве ги гледам, Да. мајстор на светло, новинар, спортски новинар, понатаму имаме луѓе од бизнисот кои што на вистина се занимаваат, имаме луѓе кои што се во ивент индустријата, Сценски изведувачки. сценски изведувачи, имаме од медиуми, на вистина е голем опсегот. И нашата улога во одлучувањето како асоциација е никаква. Да, вие сте само Ние спроведувачи сме на... спроведувачи, да. Имате и поприлично во Строги делот на критериуми. критериумите, да, нема да имаме време сите да ги разговараме критериумите, но... Може да ги прочиташ да, само иновативност. Значи, прво одите со круг на елиминација Да. за исполнување на услови основни, добро. Мораме да ги видиме, Така е. да. Вториот круг има селекторски круг од гласање, каде што жирито ги преиспитува делата што го поминале првиот круг и го оценува врз основа на следните критериуми. Креативност и иновација, изведба, ефективност, комуникацијска стратегија, севкупен квалитет и резултати. Тоа е тоа што го зборам. Не е само да покажете ни дојдоа 20.000 луѓе на настанот или имавме вау светло. Значи, исто како во секој друг креативен сектор, во една театарска представа можете да го имате најдобриот режисер. Ако ви се лоши актерите, тој производ нема да биде севкупен. Така и овде.
Вие можете да имате одличен артист во еден настан, ако другите сегменти од организацијата не се како што треба, ако не да Боже ви падне некоја кулиса или не знам што, тогаш тој не е севкупен настан. Затоа мора критериумите да се поделат за да може да се видат сите сегменти од еден настан. Тоа е во категориите од 1 до 11, да. така е, во категориите од 12 до 15 имате клучни критериуми, квантитет и разновидност на настаните, технички и просторни капацитети и нивно влијание на настаните и организаторите, задоволство на организаторите клиентите и инвестиции и развој на производи, односно услуги. Или со други зборови, што вие правите како компанија? Ова е значи за компаниите тие што ги рековме, рентал, најдобро место за одржување. Со други зборови, што вие правите како простор да му олесните на организаторот да го спроведе процесот на организација. Так. Значи, симбиозата помеѓу сите чинители мора да постои. Ние мора да се развиваме. Мора да воведуваме иновативни решенија за да ги намалуваме цените на настаните, да ги правиме побрзо, треба да почнеме да разговараме за зелени настани, треба да почнеме да разговараме за влијанието врз средината. Значи, многу работи треба да имплементираме, ама не можеме се одеднаш. Така. Едно по едно. Првите 2 години фестивалот ќе биде само за Македонија. Добро. Домашен. Од причина што сакаме да им дадеме шанса на домашните компании. После 2 години, од кога малку и нашите компании ќе се навикнат дека постои овој фестивал, ќе го отвориме кон Адрија регионот. При крај сме на емисијата, во делот на пријавувањата, бидејќи до 20 е пријавувањето, па после процесот на одлучување, можеби на гледачите ќе им се чини рано целото ова најавување, но некаде во март треба да се одржи фестивалот. Крајот на март. Практично, ова е цел фестивал. Името фестивал значи славење на нешто. Целиот процес е фестивал, но гала вечерта ќе биде крајот на март, кога ќе ги доделиме признанијата. Во ИВАП се шегуваме, велиме, ако ние не направиме добар настан со сите ресурси што ги имаме како членки, тогаш клуч на врата. Така што очекуваме настан и бидејќи сме пред крај на емисијата, еве прв пат овака јавно ќе кажам дека за во јуни спремаме саем на ивент индустријата. Тоа значи дека буквално по сите тертипи ќе направиме саем на кој сите чинители во ивент индустријата без ограничувања ќе можат да си изложат, да ги изложат своите услуги или производи и пак е наменет за бизнис заедницата, тоа не е за широка потрошувачка, но секој од бизнисот ќе може да дојде да не запознае, да види што се нуди во Македонија, кои се капацитетите, колку можеме да одговориме, а тоа ќе поттикне нови идеи и нови размислувања за нови настани. Така, Маја, ти благодарам за гостувањето и за издвоеното време и посакувам успех во целиот овој процес кој што го имате зацртано пред вас. Ќе се видиме пак во март тогаш. Ти благодарам да може би постфестум за да ги прогласиме. Да ги прогласиме и на телевизија. Тоа е интересно што никој, освен верификационата комисија од асоциацијата, нема да знае кои се добитниците се до вечерта. Значи дури ни жири комисијата нема да знае кои се наградените. Затоа што секој си гласал за себе. Интересно. Да, добро. Да. Епак ќе видиме во март. Ќе видиме, точно. Благодарам многу, Маја, и се гледаме. Ти благодарам и тебе.